Jeppa! Draga bando, dobre dojdovte vo novoto mi show. Ne se nerviraj, ave za drugo se nerviram. Na brzaki subscribe, udri go zvončeto i odime po natamu. Ova se raboti koji što se kojdnevno ne vada to tak ne nervire, zato ne se nerviraj. Ne be brat, za drugo se nerviram. Broj 5, ko će se spružit nekoj na eskalator od Trgovski. Brat, ova ne da me nervira. Znači, ko će go vidiš nekoj spružen kako lava se širi na eskalatorov. Drugive kutrički stegnati vakvi. Neprijatno mu je da mu rečat nešto da ne se navredi čovjek od što znam. Znači ti ne samo na eskalatoru, tuku bukvalno na sekoj javen prostor. Samo to ime pokažuva. Javen prostor. Mislim, ne trebi da imaš koeficijentna inteligencija na nivo na Einstein za da shvatiš deka javen prostor je za javnosta. Kako da kažem, da rečem site da mojme da go koristime. A ne spružen kako kobila nekoja na klavir. Kako murš nekoj što ležit na santa mraz koja što bavno, no sigurno. Poleka se topi. Ko ti okupiraš nekoj javen prostor i se ponašaš kako nacist. Ich fand den Guten sein. Ja, das ist mein Eskalator. Ja, I will use it as ein Fisch. Ja, Fruchtstacken in den Sündbestrachen. Ducken, trinken, sein. Ja, das ist gut. Ne, brat, ne. Kako da ti kažem. Ne, ulabaj se i ne se nerviraj. Broj 4. Ko će slušniš poračka vo restoran, vo kafić, doduše сега во последно време со ова корониште клето, не ни можеш да слушниш такво нешто, но на времето, например, кој ќе слушне порачка од типот: дечко, може да ми даеш едно кафе макијато со малце еспресо дозгора и со 7 капки млеко. Молим те, запри, значи. Може да ми даеш, бе? Знам дека скопјани одма ќе коментират дека селјак од Охрид го кажви това, но ворете, не се нервирај. Може ти по-љубезно да се направи порачка. Не мора да се понашаш како Клеопатра од Египет да е дојдена и тука сега на општо задоволство на сите таја седна во кафичот со нели обичниот граѓанин за да се поднапијат едно кафе и другите, да внимаваме, не таја, другите ќе се чувствуваат почестени од нејзиното присуство. Дечко, може да ми даеш? Како не можело. Све чуда ти дам. Значи можеш да кажеш нешто типот те молам, со блага насмевка, крај крајева и иронична нека е. Те молам, донеси ако сакаш едно кафенце, ако не ти е проблем макијато. Ете, гледаш? Подобро е, нели? Така паше, не се нервирај. Пошто кога ќе му кажеш на некого: дечко, ај донеси ми, значи полека бе сестро, не си робовладател од 18 век што место лајче за кафе го држит камчикот. Уште полоша нарачка од тоа е некој кој ќе се опушти скроз така тотално несвесно, кој ќе речи: ај донеси ми, братче, не тино сам. И сега што правиме? Наречиме клет, охриѓанец, гаден, неуслужлив, се е во игра. Ама не тино сам. И сега што правиме? Ако не се нервираш, све ќе ти донесам. Број 3. Кој ќе не му ја задржиш вратата на некој што идат зад тебе. Мислам, шо е тоа сега? Како да речам, имате едно нешто што се викаат општа. Значи, сеопшта култура е тоа. Ти текви, некој минимум, без разлика ти, колку и да си клето, паше во душичето. Мораш нешто малце да имаш такво, знаеш, општо и културно. Демек, код општа култура, знаеш, подзадржи ја вратата. Нема да ти се раси пицеријата за трицепс дента, не. Научно е потврдено дека не сме сами на планетава. Не, и имат негде отприлика околу 7 милиарди души што можат да го потврдат тоа. Така да, малку од малку би требало да има една, како би ти рекол, ето, основна соработка, дакле. Зашто иначе, ако го имаш тој став на ме боли ти текви, треба да имаш некоја како да речам, способност како од суперхерој. Например, да можеш низ зид да поминеш.
И ти до толку си препонајпрејак, што воопшто не ти треба да се занимаваш со останатите смртници. И кога ќе си меѓу луѓе понекогаш ја подзадржиш вратата, не од што не можеш да поминиш низ зидот, не, туку зеш сакаш да се осетиш како обичниот граѓанин. Само во тој случај и во ниеден друг, ако имаш некоја ептен препонајпрејака супер мојки, тогаш ти е дозволено да се понашаш како едно мало ѓубренце и да не ти е гајле за другите. Иначе, try again. Број 2. Некој го ќе се распет ете така наеднаш, како да се бори за греми да освои. Ко се на сунчане скале, ево за поблиску да ни е. Господе Боже, зошто море? Од нигде никаде. Пример, на плажа си седиш и туку некој на метро 2 од тебе, што е нормално во овие времиња на корониште, на таа една мала дистанца, туку некој само ќе ослушниш од нигде никаде. Од мирно лежење бе. Фолклорен омнибус. Македонија. Брат, прво што ми идат да те прашам, него убо пееш, ама кај ти се овци бе? Така фино лепо се распеа, бабе. А звуков што го произведви Пашево, значи не за пеење. Не, за аларм од кола не можеш да го искористиш. Значи звукот кој што луѓето би требало да избегат. Сезар, и она кој ќе му заклјокотит ми е најако, вака од душичево кој ќе почне да му извира. Ова песна од Nickelback, брат, запеј, полесно ќе ни е на сите. Во овој случај треба да имат награда за да заприш да пееш. Молим те замолуваме добро ворете. Се докажа, со тебе сме. Чедо моје, таленту наш престани. Те молам, одмори. И не се нервирај. Ајбе, дојме на Марс сите побрзо. Ај ве молам и да ги оставиме овие талентиве да си попејат малце. Те за? Број 1. Кој ќе гледаш во телефонот, дур правиш муабет со некого. Господе Боже, колку ме нервира. И ти кам шо... И се јако овај. Шитице. Да, и ти викам, значи... Шутија те. Кога излеговме со овие и човече... Не, ворете, нема потреба да брзаш никаде, зашто јас, например, немам личен живот свој, нити цели во животот клет мој. Чекам, ете така, ти да најдиш време и да оформиш мисла. И јас клет ќе чекам овде во безизлез до вечноста, ако е потребно. Молим те, немој капка внимание да ми обрнуваш и, например, воопшто не се секирај дали е во ред тоа што го правиш. Да те чекам и да те гледам кај што си ровариш по телефонот. Тоа е се што сакам јас. Продолжи, молим те. Не се нервирам. За нешто друго се нервирам. На тие што го прават ова, им посакувам барем еднаш доктор дур чекајт резултати така да им се обратите. Докторе, окей сум? Да. Значи, да, ворете за ова ќе ви кажам, значи, накнадно, да, само е момент. Ајде, да, со пациентите. Да, ќе се набиеме. Ќе се напиеме како не, ќе направиме муабет за се што... Него еден виц да ти кажам. Како беше мој... Му рекол како си геше. Кога ќе се видиме со пациенте тука малце. Извини, само да го... Докторе, ќе нормално резултати? Да, за резултати нормално. Мислиш дека си само ти за резултати тука? Сите се за Сите сакаме некакви резултати, не? Без нервоза. Се ќе биде.
Da, i ne se nervirajte, bando. Like and share i що би се рекло нормално subscribe. Се надевам дека ве бенди свит. Се гледаме во наредна епизода. Јепа! Намити!